Друг еден момент каде што многу време се троши е доставата. За жал, ние живееме во втора четвртина на 21 век и уште ја немаме совладана електронската достава. Според мене, постои систем сега за електронска достава во судовите, но е многу неефикасен, не е јасно што треба се да се направи да се регистрираат и многу од колегите не успеваат да се регистрираат иако има обиди тоа да го направат. И дополнително тој некако работи несовршено. Еве јас од моето искуство можам да кажам, на пример, судот од Куманово може да ми испорача електронска достава, а судот од Струга од некоја причина не може да ми испорача електронска достава на тоа електронско сандаче. Значи ние да го средиме тоа, сигурно во секоја постапка ќе уштедиме неколку месеци што се губи по пошта и со достава. И мислам дека ако го решиме тоа, навистина многу време ќе заштедиме и ќе видиме сите побрзи, што видите сега со традиционалната достава. Прво, еве сега јас да ја пратам поштата, така некој треба да земе да пишува плико, писмо, па треба да оди во пошта, па да чека ред, па да го прати, па тоа сега да стигне до судот, и исто така обратно. Ако имаме електронска достава, буквално само се потпишува со електронски потпис и се пушта. Значи, згора на тоа и поштата не функционира. И згора на тоа поштата не функционира. И сега видете, вие за еден допис што се вика да пратите, вие најмалку 20-30 минути губите во технички работи. Време кое што може да го потрошиме и ние, и судиите, и стручните соработници на дообука, на истражување, на работење на други предмети или во најмала рака да уживаме со семејството. Така, многу неефикасности ние имаме во државата и во администрацијата и во судството, и така да можеме, мислам дека релативно лесно да ги средуваме тие работи и да имаме многу подобри резултати. Да, ајде